Почитувани мој добар ден и добредодошли во ова празнично издание на Црвена линија. На самиот почеток секако ќе им го честитам овој голем празник кој што го чествуваат сите православни христијани, а тоа е денот Водици или Богојавление. Секако денес со вас сакаме да споделите како го поминавте денот, дали присуствувавте на фаќањето на крстот во местото доколку тоа и се случувало од каде што ни се јавувате. Секако драго ќе ни биде ако вклучиме некој од гледачите кои што директно ќе ни се јават и од Охрид, Струга, Тетово и така натаму. Ќе потсетиме дека Водици или Богојавление е денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Според традицијата попот го фрла крстот во вода, а тој што ќе го фати ќе има добро здравје, среќа и берекет. Крстот се фаќа за здравие, среќа и берекет или пак за награди и пари. Но со вас тоа ќе проговориме нешто подоцна. Големо задоволство и чест ми е ова издание на Црвена линија да го вклучиме директно отец Антонио Апостоловски. Добар ден и Бог се јави. Добар ден, навистина се јави, нека е за многу години. Пред се драго ни е што ја прифативте поканата да бидете дел од ова издание на Црвена линија, па еве на самиот почеток, дали може убаво да го објасниме всушност значењето на овој голем христијански ден, Богојавление или Водици? Богојавление или Водици, да, така го нарекуваме денешниот ден. Тоа е настан кој што се случил во 30-та година од животот на Господ Исус Христос, кога отишол на реката Јордан да се крсти од Свети Јован Крстител. Тоа е важен настан за нас христијаните, затоа што Господ Исус Христос со овој настан всушност ја започнува својата мисија за спасението на човечкиот род. Меѓутоа, меѓу другото, и на тој ден се јавува Света Троица, нашиот Бог, кој што е во три лица, Отец, Син и Свет Дух. Значи на небото се слушнал глас од Отецот кој што вели: "Овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја." Во водите на реката Јордан се крштевало второто лице од Света Троица, Синот, и во вид на гулаб слегува врз Господ Исус Христос, Светиот Дух, односно третото лице од Света Троица. И затоа и денес го нарекуваме Богојавление, затоа што Бог ни се јави, но исто така и Водици, затоа што Господ Исус Христос се крсти во реката Јордан и поврзано е со водите, нели, со крштението, и затоа и народот нели го нарекол овој ден Водици. Голем празник, голем настан за нас христијаните, затоа што со овој настан всушност започнува домостроителното спасение на Божјо на светот, односно на човечкиот род. Значи Господ Исус Христос со ова започнува својата мисија и на тој начин после крштението понатаму веќе тргнува со проповета и се она што го правил тие 3 години се до неговото раснување на крстот и неговото воскресение и вознесение. Убаво било да ги објасниме и оние меѓу народот познати некрстени денови, бидејќи постојат нели многу недоразбирања околу тоа дали може да се прават крштевки во тие денови до Богојавление. Да, секако дека може. Крштевка може да се прави во било кој период од годината и секој ден, буквално, без никакви пречки. Народот некако овие денови ги нарекол некрстени, не знам од каде навлегло тоа, веројатно некои суеверија. Нема врска со верата, затоа што во период од Божик до Водици, ние, ако погледнеме реално, нели, ретроспективно, Господ Исус Христос се крстил во својата 30-та година од животот. Едноставно црквата востановила така да се празнуваат на тие дати овие празници, и Божик, неговото раѓање, и Водици, неговото крштевање. Не е тоа период кога Господ Исус Христос, нели, 10 или 12 дена како му доаѓа, се крстил веднаш по неговото раѓање, така што нема никаква логика ние да ги нарекуваме некрстени денови. Едноставно тоа е период помеѓу двата празници и ништо повеќе, така што нема потреба луѓето да навлегуваат во такви суеверија и да се запрашуваат дали се некрстени, крстени или не знам какви денови. Туку едноставно крштевка може да се прави во било кој ден од годината. И секако за крај се верува дека оној кој што денес ќе го фати крстот, ќе го следи среќа, берекет, со еден збор ќе биде благословен. Но каква е одговорноста на човекот кој што го фаќа крстот како верник и христијанин? Па убаво кажавте, одговорноста е веројатно голема,
Меѓутоа не треба да се нагласи премногу среќата, берикетот и не знам што друго. Едноставно ние не го правиме ова само за да добиеме нешто. Ние го правиме пред се од верски побуди. Оној кој што се одлучил да влезе во студените води во месец јануари, сигурно го прави тоа ради верски побуди, заради љубовта кон Бога. Доколку очекуваме за тоа некаква земна награда, финансиска награда или не знам каква, тогаш сме ја погрешиле целта. Затоа и црквата пред неколку години апелираше да не се даваат некои скапоцени награди, туку тоа луѓето да го прават искрено од вера. И верувам дека оние кои што скокаат нели по крстот, тоа го прават навистина од верски побуди и причини, и дека тоа го прават со чиста мисла, со чисто срце, со чиста вера и така натаму. Така што едноставно оној кој што влегува во водите го добива благословот од Бога, го добива благословот од Светиот Дух, и тоа не е доволно на нас луѓето. Факт е дека кога ќе добиеме благодат од Светиот Дух, ние ќе добиеме понатаму и здравје и се што ни е потребно, бидејќи Бог знае секому што му треба во животот, така што да не навлегуваме ние во некои работи кои што не ни се потребни, а ги бараме, туку едноставно да се препуштиме на Божјата волја, и ако пристапиме кон фрлањето по крстот нели со искрена и чиста вера, верувам дека Бог понатаму се друго ќе ни устрои или ќе ни уреди во животот. И отец Антонио, вака на самиот крај од вашето учество во Црвена линија, која би била вашата порака за гледачите на оваа емисија? Па мојата порака би била пред се верниците да ги посетат храмовите, да се наполнат богојавленска водичка, бидејќи ова е многу важна за нас и е света вода која што си ја конзумираме и ја користиме целата година, со тоа да го понесат благословот од храмовите во своите домови и да веруваат искрено во Бога и да шират љубовта помеѓу себе и добрите дела, како што тоа го правеше Христос за време на својот престој овде на земјата. И на тој начин сите ќе се наречеме вистински чеда негови, односно вистински христијани. Нека за многу години Бог се јави. Навистина се јави. Благодарам многу што одвоивте од вашето време и се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Доколку сте во можност, се разбира, топло препорачуваме да останете и да проследите што ќе говорат нашите гледачи, кои што ќе ги вклучиме подоцна. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Пријатно. А, драги мои, во продолжение одиме и со прилогот на нашата колешка Симона, преку кој ќе дознаеме многу повеќе за случувањата во овој голем ден. Од ранните утрински часови во храмот Рождество на Пресвета Богородица со света литургија започна празнувањето на еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици. По завршувањето на литургијата прво се осветува вода во самиот храм, а подоцна и водите во околина на храмот. Родителе Богослави детелство ваше Тебе. Амин. Сами сега владико светива вода со Твојот свет дух. Со литија од храмот верниците се упатија кон мостот Слобода, а архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан со завршните зборови Бог се јави го положи светиот крст во реката Вардар и на верниците им порача да ги прати мир и благосостојба. Должни сме постојано да се подсетуваме на даровите од денешниот ден и од денешниот настан, да постојано да бдееме над себе си, над своите подстапки, над своите мисли, над своите зборови, над своите дела. На овој ден во реките се положува светиот крст, а оној кој ќе го фати се верува дека ќе го следи среќа и благослов цела година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со положувањето на крстот водите стануваат лековите. На манифестацијата во централното градско подречје учествува околу 130 верници, а првиот кој стигна до светиот крст е Кристијан Нинески. Бог се јави да сте живи и здрави сите. Не, трет пат го фаќам крстот, се фрлам 8 пат. Со поздравот Бог се јави, навистина се јави, граѓаните го празнуваат Водици. Денеска е Водици, денеска се крштеваат водите на сите води, иначе до денеска беа некрстени денови. Значи ќе се вика Христос се јави, Бог се јави фактички. И така, затоа и многу народ има. Верувате во лековитата вода на... Да, верувам. Верувам и многу ми е драго што има многу народ.
Верувам во празникот затоа што сум ја роден во Егејскиот дел во Егејска Македонија. Исто на овој ден е голем празник таму. Многу е овој убав празник, голем христијански. Веруваме во него и напомош ни на сите што слават имендени, роден дени, нека е за многу години. Празникот Богојавление Водици народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на овој ден Свети Јован го крстил Исус Христос во реката Јордан. Во храмовите се извршува света литургија, а присуството е значајно. А во продолжение ќе ве потсетам секако да не заследите на Facebook Црвена линија профилот на Телма телевизија на Facebook, каде ги објавуваме темите и секако тука можете да коментирате, споделувате и лајкнувате. Но топло препорачувам и навистина сакаме да бидете дел и од големото Инстаграм семејство на Црвена линија со цел да кликнете на Инстаграм стори Црвена линија и се разбира да се отвори ова прозорче на кое што ќе можете да го дадете одговорот на денешното анкетно прашање. А ве прашуваме, верувате ли во оваа традиција? Одговарате со да и не. Резултатите таму некаде по рекламите. А сега наред сте, драги мои вие. Драго ќе ни биде ако и откриете од каде се јавувате и дали воопшто бевте дел од оваа традиција која што денес е исклучително важна за Богојавление Водици, а тоа е фаќањето на Светиот Крст. Добар ден. Добар ден. Бог се јави. Навистина се јави. За многу години нека ви е празникот. Крштајушто сја Тебе, Господи, Троическо е јавися поклонение. Родителе во глас свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и дух во видје голубине, извествуваше слове се утврждение. Јавлејся, Христе Боже, и мир просвештеј, слава Тебе. Бог се јави за многу години. За многу години. Ајде да им откриеме на останатите гледачи кои што не се дел од православната религија, што отпеавте. Ова е тропарот, нали, главен тропар, значи, за Богојавление, значи, кој сега треба да поборам до збор да не го грешам. Ајде, ако имам шанса, ќе ви се јавам и втор пат, да кажам на темата, може? Така, ајде повелете, дали бевте дел од... Дали можам да ја замолам режијата, пошто ќе го пеев тропаров, нека биде за здрави и спасени на сите нас и за вас вработените во Телма, и да ми почне сега времето, дали може така? Времето... Ајде, вака се, значи, јас се надам дека сите брајки и сестри, значи, брајки и сестри во Христа, што било кога скокале за крстот, значи, во осветените води, дека скокаат пред се за здравје и спасение. Многу луѓето го заборават спасението, оти тоа е милион пати поважно од здравјето. Зашто? Спасение е еден ден да бидеме со Бога во вечен живот. Сигурно тоа го посакува секој крстен човек, а не да бидеме нели во пеколот ке сатаната, туку здрави и спасение да бидеме со Бога. Е така сега. Јас имам, денес имаш еден убав пример во Прилеп, не знам дека тоа се случува, на Плетварско езерце Мало, луѓето годиниве таму и во мраз влегуваа вода, направиле како крст од дрва годинава, од летвички и еден по еден влегуваа. Пред да влегуваат во тие осветени води, значи имаше отец, певец и тие води тука се осветија, значи без гужви, без тепачки, без карање, без некому лукавио да го намами да му го грабни крст од раце на друг. Бугарија тепачки имаше за ваков настан. Мислам дека ова е многу добра идеја денеска во Прилеп, така да биде во цела Македонија. Да не сме дрчни по нешто материјално награди и еден апел имам. Секој што зел крст, фатил крст, еднаш да не трче за друг пат, да му дај шанси на другите и тие тој Божи благослов да го добијат. Благодарам многу, Еве, за јавувањето во ова празнично издание на Црвена линија. Ке подсетам дека на 02307-0005 се вклучувате, активни се 5 линии, задолжително се намалува тонот на телевизорот и изборуваме само преку слушалка.
Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. За тоа не ме слушате. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Може да кажам? Да, секако продолжате. Ме интересира една работа. Не сум ја многу голем верник. Меѓутоа, дали Бог се јави или се појави? Се јави. Како? На кој број се јавува? Ако го толкуваме модернистички, можеме да си играме со зборовите, па тоа да звучи и сатирично и шегобино. Па ја мислам дека се појавил, а не се јавил. Немало мобилни тогаш. Добро, кажете ми дали еве денеска бевте, од каде ни се јавувате? Од Скопје? Пријатно, од тука сум. Да, дали еве денеска бевте, поминавте и видовте каква е атмосферата? Абе, пратаме тие работи, тоа некако нејасно ми. Добро. На кој начин се јави? Ја мислам дека тој се појавил као нели. Да речеме кога некоја сцени. Добро, еве убаво што го поставивте прашањето, оние кои што се разбира го имаат најточниот одговор. Ќе ви дадат одговор. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одеме понатаму на 0230700005. Ќе потсетам дека црвена линија денес спрашува дали според вас крстот се фаќа повеќе како благослов за здравје, берејќи ти среќа, или може би сметате дека тоа повеќе е направено од страна на учесниците за награди и пари? Дали тоа така треба да биде? Добар ден. Добар ден, ме слушате? Да, ве слушаме во црвена линија. Добар ден. Значи, поздрав и за многу години празникот. За многу години празникот. За жал, јас сум, жал, така кажувам, јас сум еден неверник, значи не сум верник. Меѓутоа го почитувам празникот како обележие на националност, на нација. Иначе да кажам и тоа дека религијата е најголем бизнис. Така да во историјата никогаш овој бизнис не пропадна. Секогаш било добивка. Значи, првиот гледач, Тале мислам дека беше, тој често пати заговараше Литија кога беше короната, од сето тоа излезе ништо. Значи, кога починаја неколку владици во Србија, починаја свештеници во Македонија, самиот владика Петар најавуваше, односно повикуваше на да се вакцинират населението. Иначе да кажам и тоа дека покрај тоа што не сум верник, јас повеќе верувам, например, во современа медицина, во современи апаратура, лекарства, специјалисти, доктори, хумани и така натаму. Немам доволно време, би сакал да ви кажам еден пример. За тоа не знам дали ќе имам. Ке можете и повторно да се јавите секако. Добро. Ајде, поздрав и се најубаво. Се најубаво, благодарам за јавувањето и секако сите ставови се добре дојдени во црвена линија. Затоа никогаш нема да ве лимитираме, а црвената линија ќе реагира доколку се користат само погрдни зборови, говор на омраза и секако зборови кои што алудираат на насилство. Инаку продолжуваме понатаму па да видиме што ќе каже следниот гледач или гледачка. Добар ден. Добро ви Бог дал. Благодарам. Се убаво да враќа. Бог се јави. Вистина се јави. Тоа е денешниот поздрав. Мене ми беше многу убава проповедта на Отецот, секој 6. Многу убаво објаснето за 12 некрстени денови, многу убаво. Тоа ја ви го кажав и пред некој ден на вас, дека 12 некрстени денови не постојат. Сега една друга работа. Мене ми е криво што у нашите цркви не пеат македонски. Бев у црква у Провишти, од таму до базенто, пола саат, у црква се пееше, тропора се пееше исклучиво на старословенски. И сега господин што се јави на почетокот што го пееше, и тој го пее на старословенски. Верувам дека 99% од луѓето не знаат што се пее. А таму вика
Кога во Јордан се крштеваше Господи, се потврди поклонувањето на Светата Тројца. Гласот на Отецот сведочеше за тебе и те нарече свој сакан син. И Духот во вид на гулаб ја потврди вистината на тоа сведоштво. Се јави Христе Боже и го проследи светот. Слава ти! Благодарам и вам за јавувањето. На некој начин добивме од старословенски превод од Пијанон, од првиот гледач на старословенски, следниот гледач од Пробиштип. На некој начин ги откри значењето на зборовите, препеана се разбира на македонски јазик, оно што го отпеа првиот гледач. Благодарам за јавувањето. Секако во црвена линија имаме и дискусија за тоа дали сметате дека крстот во последно време се фаќа повеќе можеби за награди и пари, или пак сето тоа го прават верниците со цел да го добијат благословот, односно да уживаат во среќа, берекет и добро здравје. Добар ден. Бог се јави. Вистина се јави. Еве, да одговорам на тие прашања од човекот што кажа дали Бог се јавува. Бог се јавува секогаш и на секаде. Не дали се користи зборот јави или појави? Се јави. Бог се јави. Затоа дека Бог ни се јавува секогаш и на секаде, во секое време. И се зависи од нас. Ако имаме боголюбива душа, можеме Бога да го почитуваме во себе си. Кога сме на литургија, така чувствуваш некој убавина внатрешна, благодат Божја те обзема. Сега човек кој е безбожен, кој нема душа таква побожна, ако е пумо на лукавио, нели тој, така че има гнев кон Бога, кон црквата, кон оците, че има одбивно. Бидејќи се јавивте повтор пат и одно што го отпеавте првиот пат, се јави гледач кој што рече дека е подобро да се пее на македонски јазик. Сега бака, тој старомакедонски, црковно-словенски јазик си е наш македонски изворен јазик. Не треба да има антипатија. Жалосно што тој јазик ние не го учиме. И тоа писмо кој се пишува во книгите е наше старомакедонско писмо кој го зеле бугарите и во Русија и други земји. Сега друга работа да кажам, дека Бог се јавува и постои. Дали сте слушале, никогаш нема случај и во најгладно време во Русија на минус 20 влегуваат, минус 30 влегуваат во замрзнати води, никој на ваков ден не настинува. Да си скапиме дома, да се истушираме, излегуваш по 5-6 часа, че настиниш. А за водици, во најгладни води, никој не настинува. Добро, благодарам и што повторно се јавите. Значи, во црвена линија денес морам да признам се разви една дискусија меѓу вас, што е и добре дојдена. Така да има гледачи кои што поставуваат прашања, па можете да реплицирате, да давате одговори, а секако и да не заборавиме да ни ја пренесете атмосферата доколку присуствувавте на чинот на фаќањето на крстот од местото каде што ни се јавувате. Добар ден! Ало, добар ден. Секој добро и вам. Вака сега, јас... Намалете го тонот на телевизорот само, подобро ќе се... Да, го исклучив сега. Одлично. Јас ги поддржувам сите овие обичаи кои што го зближуваат православниот народ. Значи, сите обичаи што ни се од Великден, Божич, навака, да кажеме, овој денешниот и така натак и така натак. Проблемот е во тоа што православните, многу малку имаме вистински православни верници во Македонија, значи македонскиот народ зборувам, а повеќето се вештачки верници, имитација, како да наречам, значи со палење 2 пати годишно свеќа во црква не значи дека си православен верник. Туку треба да се оди на литургии, да се пости и најважното 10 заповеди да се прават. Животот е многу краток и затоа православните треба да живеат со љубов, да се почитуваат, да се помагаат и во лошо и во арно. И најважното за Македонија како библиска земја, конечно да се освестат православните македонци, да се обединат и да се спротивстават на домашните и странските непријатели.
90 секунди е време траењето на секое излагање. Добро, во продолжение одиме и со следен гледач. Верувам дека ве има. Се уште очекуваме, навистина би сакале да ни откриете каква беше атмосферата денес доколку присуствувавте на фаќањето на крстот. Добар ден! Добар ден, Бог се јави. Вистина се јави. За многу години да ни е празникот, да имаме За мир многу години. и меѓу нас да имаме добра волја, да си подадеме рака, без обзир на вера, нација. Сите сме под ова небо. Без разлика дали са они муслимани или јас сум македонка. Да се сплотиме, заедно да бидеме. На сета меридијанска топка да даде Господ мир и благосостојба. Вака, тие што се... Ја не можев да идам, нозете ме болат, инаку кидев. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Да. На тие што се викаат Јорданка, Јордан, Данка, Јован, Јованка, да им го честитам именденот и многу здравје и мир да имаат меѓу нивната домашна фамилија. Толку ви благодарам и пријатно. Големо благодарам и до вас за вклучувањето во Црвена линија. Сега ако продолжете да не гледате. Сега малку ќе се префрлиме на Твитер заедницата, па еве во ова празнично издание на Црвена линија ќе стартуваме и со твитот. Повеќе е фотографија, а многу зборови. Кичеецот напишал: водици без топла ракија не се водици за многу години. А ние отстапуваме од времето на Црвена линија за вас, па ново веќе слободно можам да речам и добро вечер. Добро вечер, Бог се јави, убав Вистина ден се за јави. православните христијани, кој верува, кој не верува, меѓутоа Господ е еден за сите, сега секој со своја волја како си милува, што викаат. Значи, ја мислам дека крстот се фаќа за берике. Не знам ја за која награда. Се гледам и денес и прошла година дека на пуно места не даваат награда. Значи, ова беше порано наградата, сакала некои спонзори да дадат, и едноставно давав. Инаку се фаќа за среќа. Значи, едноставно, кога си христијанин, еве, овој православен носиш и крст, да речеме. Сите релативно многу носат, да речеме, крст. Овакво. Значи, тоа е, како да кажам, едно обележје на православието, брз за мене. Затоа што гледам, еве и во Русија, во ладни води, гледам се бањат и секдека и ред работи, меѓутоа тоа е за среќа, никаква награда ја тука не гледам. Па порано имаше така неколку кои што дава спонзори што така малку да се покажат малку така нешто и тоа е тоа. Иначе не. Празникот е убав, значи народот православните си нашле некоја, како да ја кажам, порано. Постоеше традиција оној кој што ќе го фати крстот да оди од врата на врата, нели, да добива дарови. Па добро, тоа се веќе обичај, не знам, на пуно места си се прават така, тоа од народот што сакам. Значи тоа народот сакам, не е тоа некоја награда или кој знае колку што ќе му даде 10 денара таму или не знам тоа. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Ќе ве потсетам, се разбира, дозволено и повтор пат, па може би и трет пат да се јавите. Одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач или може би гледачка. Бог се јави, Тинче. Вистина се јави. Живо и здраве, да дава Господ здравје на сите. Само убаво да се враќа за многу години. Да ти кажем, кај нас во Крива Паланка беше многу убаво. Е, тоа сакаме да слушнеме како беше. Ја секоја година си идем, значи оваа година толку беше убаво, дека времето убаво. Народ, игла немаше дек да падне у нашата црква Свети Димитрија, а плюс горе у манастирот, мислим, Свети Јаки, пошто таму ни е подалеко, но сега у црквата. Многу беше убаво, па тие га крстот, па си идат по куќи, нели, па си дават, мислим, кој го фати крстот во Крива Паланка? Па едно младо дете го фати, убаво беше. Баш ми е мило да ти кажем, и беа по куќите, го носат крстот, знаеш, давамо парички за среќа, за здравје. Мене ми е мило, ако ме некоја година разминат, па јас се нервирам да ти кажем. Молам? Убаво беше, да ти кажем, Тинче, многу беше убаво. Дај Боже сите да се живи и здрави, па нека даде некој нешто, зашто да не даде? Само тој ми беше криво што пред црква имаше некој, нели, оние што просат, знаеш, баш на празникот и сите викат, па што овој, па дај ти, неве, сварно народ нема, па на 10 денара да даеш за ние многу, нели? Тој малци така незгодно, но па добро, сега секаде го има тој. Углавно беше многу убаво, мирно, народ, сите се поздравуваат, сите, па музика имаше,
па Адријана Лачки беше певачка, па пееше, па тој паркот немаше, абе беше поубаво. Поздрав до градоначалникот, ако ни е млад, убаво дете, прекрасно, значи толку убаво води сега за сега. И поблагодарам многу, еве што ни ја пренесовте целосно атмосферата, како било денес за богојавление, поточно водици во Крива Паланка. Честитки на фаќачот на крстот и секако му посакуваме многу берекет, здравје и среќа. Одиме понатаму, добар ден или добро вечер. Вистина се јави. Јас сум Јован. Утре нека ми е честит именденот. Секако, честит вечно име. Да. Јас се јавувам за прв пат во сите телевизии. Многу ми е драго дека е тоа така. И се јавувам од Зелениково, општина Зелениково. Добро, како беше еве во Зелениково денес? Вака, веќе 30 години, скоро 30 години во Зелениково го фрламе крстот на реката Вардар. Едина општина во Македонија што како рурална општина го фрла крстот во реката Вардар. И штета што ни една телевизија, јас бев пред 2003-2008 година бев во црковниот одбор и тогаш организирав велелепен настан за водици со телевизија, со сите нишани. Но не е битно тоа, битно е што денес во Зелениково над 2000 посетители имаше, беше убаво времето и нека му е честит на дечкото што го фати крстот од не знам како се вика, тој е од селото Таор, општина Зелениково, и му посакувам, ако слушаат некој да му пренесат, му се посакувам многу успех. Мислам, не е женето, детето, нека се ожени, нека се одоми. Големи честитки го поканувам со крстот да дојде во моето домаќинство во Зелениково. А ние ви велиме огромно благодарам што се јавивте во Црвена линија и секако и ние како екипа емисија му честитаме на младото момче од Зелениково кој што оваа година го фати крстот и секако му посакуваме се најубаво. Продолжете секако да не гледате и верувам дека ќе се вклучите и понатаму во Црвена линија на некоја друга тема. Одиме понатаму, вклучуваме и нов гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, секој добро и вам, Црвена линија. Бог се јави. Вистина се јави. Стишете го тонот на телевизорот, ве молам. За тоа не се слушаме. Благодарам, говорете. Нека е за многу години, Бог се јави. На сите што го фатеа, јас денеска бев во центар, гужва, али пријатна атмосфера. Мада и не времето беше малце ненаклонето према луѓето што чека да го фатат крстот, али убава атмосфера. Им пожелувам на сите многу здравје, среќа, берекет. Јас не сум учествувал во оваа акција, меѓутоа на времето во Железара се отвараше како екипа да отидат да се надпреваруваат кој ќе го фати крстот. Благодет е онај што ќе го добие за напредно здравје, среќа, берекет и за фамилијата и за другите што се околу верниците, мислам, во тој поглед. Так. Иначе јас бев кум, да ви кажувам. Ете, какво е чувството? Напредокот е многу голем. Честа е во тоа. Јас секогаш, например, не сум чекал да соберам пари или да дадат поклона или не. Ке мора да ве подсетам само да внимавате на тајмерот, затоа и го објавуваме на екранот. Знам дека постојат работи кои што постојано ги повторуваме, но ништо не е изгубено. Прво ќе речам големо благодарам до гледачот кој што се вклучи во Црвена линија и ете го охрабрувам секако ако има уште нешто повеќе да каже во ова издание на Црвена линија повторно да го заврти нашиот број. Еве како се честиташе на Твитер,
Значи, напишано е честит празник Богојавление Водици. Нека Бог ни помогне во сите искушенија и предизвици да истраеме, нека дарува мудрост и сила да го зацврстиме единството, да се почитуваме, да си помагаме и да ги унапредуваме вредностите кои се предност на нашето општество. А ние имаме, верувам, веќе гледач. Добро вечер од Црвена линија. Бог се јави и по трет пат. И по трет пат. Добро, тоа тале вие по трет пат. Да одговориме на едни прашања, ќе ги побара еден гледач. За литијата во Струга, тие кои беа учесници, 100% никој не се заболе, па чувал Господе ни умре. Значи, сполај му на Бога, таков е векот, и оси, свештеници, владици умират. Таков е векот. Друга работа, значи, во тие 2 години ковид, стотици илјади луѓе, па може милиони во цело православие се причестува. Од едно лајче, од една чаша. Ама тоа е света причест. Тоа е Бог, тело и крв Христова. И тоа е заштитно. И човекот кога оди на причест, пристапува со вера. А Бог рекол, верата ваша ве спасува. Зато луѓе да имате вера. Друго да кажам, за литијата, отворете или кај мене нека повели некој на профилот. 1900 тамо и која година, не знам, беше во турско робство. Во Охрид имало чума. И масовно умирале луѓето. Што ги спасило? Литијата со свети и мошти на нашиот Свети Климент Охридски. Има запис на интернет. Во Украина, Русија, во муслиманско село, масовно умирале исто од колера, не знам, од чума. Човек од тоа село се јавува во Киев, кај Свети Јона Киевски. Светител, сум бил во тој манастир негов. Цело тело му е нераспадливо, чудотворно. Благодарам, господине Талееве, што се јавивте и по трет пат. А ние продолжуваме понатаму, ќе ве посетам денес во Црвена линија, секако сакаме, еве, ваше видување и размислување околу тоа што дали сметате дека верниците скокаат и го фаќаат крстот за здравје, среќа и берекет, или можеби тоа е повеќе мотивирано за награди и пари. И секако, оно што е најважно, би сакале да ни откриете од кое место се јавувате и дали присуствувавте на чинот фаќање на крстот и каква беше атмосферата. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, почитуване водителки. Добро вечер, секој добро. Сега, ја не сум некој верник, ама моите беа големи верници. Се јавувам од Скопје. Многу ја поуштуваат црквата Света Петка. И баба ми, например, имаше традиција кога внуци да ја фатиме под рака и да ја носиме во црква. Сега на господинот Тален ме разочарува што не знае да одговори на оваа тема. А 3 пати се јавува. Крстот се фаќа за здравје, среќа, берекет или за награди и пари. Крстот се фаќа за здравје и беричет. И се смета дека тој што ќе го фати крстот ќе има здравје, беричет. А награди и пари му даваат тие за да земат дел од неговата среќа, здравје и благодет. Тоа е православието. Друго нема. Ја не знам како да не знае толку. Тоа е тина најточниот одговор. Значи, тие му даваат награди и пари да се земе нешто од неговата среќа и они да бидат среќни. Поздрав ти на пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето и секако продолжете да не гледате. Одиме кај Твитерџи. Еве што напиша на овој ден Анги. Јас све крштевам со вода, но иде посилен од мене. Кому не сум достоен да му ги одврзам ни ременчињата на обувките негови. Он ке ве крсти со Дух Свети и со оган. Лука 3:16. Бог се јави за многу години водици. А Ninja in Pyjamas, еве како долови, каква била денес атмосферата во Струга и самиот напишал дека Струга е најубо за водици. Предомислете ме или, еве, сменете го моето мислење за многу години, а ова фотографија припаѓа на Славица Панова. Како велат, како Струга нема друга. Секако, одиме понатаму. Така, еве ми јавуваат време малку да земеме душичка, одиме со реклами и се враќаме секако со резултатите од денешната анкета.
Ете по рекламите, повторно со Црвена линија. Сега малку носталгично, благодарение на Ретро Скопје, профилот на Инстаграм, ќе ви доловам една атмосфера која што датира од 1912 година. Интересно е дека на овие стари фотографии им се додава колорит, па еве како изгледало во 1912 година во Скопје фаќањето на крстот за Богојавление Водици. А по ова сега следува и да ви ги соопштам резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ќе ве потсетам за следете на Инстаграм, бидејќи веќе утре ќе можете да дадете одговор на ново анкетно прашање. Ама на ова денес, верувате ли во оваа традиција, со да одговорија 83%, а со не одговорија 17%. Секако ја најнапред ќе им се заблагодарам на сите оние кои што се вклучија денес во Црвена линија и ќе ве потсетам утре во истиот наш стандарден термин ќе бидете дел од нова дискусија на нова тема. А на сите останати пред се ќе ви посакам многу здравје, среќа и берекет во целата оваа нова година и секако ќе ве потсетам дека можеби најдобро друштво е токму програмата на Телма телевизија. Затоа останете со нас. Довидување.